Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Следуваат нови 70 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви одбрав за денес. Градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски и директорката на Преда Плюс фондацијата Маријана Милевска подпишаа меморандум за соработка во насока на развивање на стартап екосистемот и поддршка на предприемничката култура и иновации во Преспанскиот регион. Одбележана 22 годишнината од нападот на полициската станица во Тетовско Теарце во 2001 година и загинувањето на полицајецот Момир Стојановски. Синдикатот бара вонреден инспекцијски надзор поради доцнење на платите кај пожарникарите и вработените во општина Тетово. Отворен ден за средби со жителите на Битола на градоначалникот Тони Коњановски и раководителите од општина Битола. Надпревар за наградување фотографии на кој е прикажан македонскиот фолклор. Женскиот фудбалски клуб Љуботен ги почна подготовките за пролетниот дел од сезоната и одбрана на титулата во Македонската лига. А традиционално на самиот почеток еве го обраќањето на протоиереј Драган Јорданов. Господу помолим сја. Господи Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, пошто еве минатата недела празнувавме еден нов македонски светител не само во Македонската православна црква, туку и насекаде низ православниот свет, преподобниот Јоанники Ракотински, оваа прилика сакам да искористам да позборуваме малку за неговиот живот и неговите дела. Како што се вели во Светото писмо, не може да се сокрие светило што се наоѓа на врв планина и не се става светило под поклоп, туку на свекник за да ги осветлува сите вкуќи. Таков бил и животот на преподобниот отец наш Јоанники, кој бил навистина скриен, а истовремено и толку објавен. Оскудни се податоците за неговиот живот. Се знае дека бил роден во 1839 година во Охрид, а според некој од Егеј е роден во Егејска Македонија, а починал на 24 јануари 1941 година и неговите мошти почиваат во манастирот на Свети Илија во скопското село Ракотинце, кое се наоѓа во падините на Водно, на 10 километри југоисточно од Скопје. На крштевањето го добива името Јован. Неговата желба целосно да се предаде во служба на Бога ќе го донесе младиот Јован на неговите 30 на години во манастирот Свети Пантелеймон во скопското село Нерези. Оваа негова одлука веројатно е плод на неговите среќавања со монасите кои од обителта на Свети Пантелеймон често доаѓале во Охрид, каде што го проповедале христијанството и го подигнувале духовниот степен на нашиот народ. Во овој манастир, каде во тоа време имало големо монашко братство, тој поминува 2 години како искушеник, пошто е замонашен и на монашењето го добива името Јоанники. Во манастирот на Свети Пантелеймон монахово уште 2 години. Неговото служење во манастирот на Светиот Исцелител и безсребреник Свети Пантелеймон за секогаш ќе остави дел во неговиот живот. Имено тој во понатамошниот живот во своето служење на народот Божи, па и на иноверните, подеднакво се грижал за нив и за телесно здравие и за духовно спасение и честопати ги лекувал со лековити тревки и молитви. Своерачно има напишано една книга која насловот е Лекаруша и денес таа се чува во архивата на Богословскиот факултет. Бројни се неговите исцеленија по неговите молитви,
во случаевите каде природните лекови не помагаат, а пак со помош на молитвата тој ги има излекувано. И секогаш се раководел по зборовите на евангелистот Матеј: бесплатно добивте, бесплатно давајте. Наредните 3 години отец Јоанники ги поминува во манастирот Свети Димитри или Марков манастир. Во 1875 година отец Јоанники, веројатно веќе како јеромонах, заедно со селаните од блиското село Ракотинци, се зафаќа со обновување на Ракотинскиот манастир Светилија, кој во турско време бил повеќе пати разорнуван. Веста за обновувањето на манастирот ги огорчува турските власти и на Јоанники, за да ја одбегне лутината на турците и да не предизвика неволја и зла во селото, заминува накусо на Света Гора. Од иста причина тој честопати се враќа во селото и помага во обновувањето на манастирот, повремено заминувајќи за Света Гора, се додека да се смират страстите на турците. Сепак, со упорност и ревност на човек со цврста вера и јасна визија, тој успева да го заврши обновувањето. Покрај црквата посветена на светиот пророк Илија, нешто подоцна се изградени иконаци. Во овој манастир светиот Јоанники е произведен во чин архимандрит, каде живее наредните 63 години, се до неговото блажено успокојување во 1941 година на негови 102 години. Отец Јоанники по раст бил низок и во лицето полнечок и мил човек со блага душа и смирувачки зборови. Останатото е сведоштво дека во текот на целите овие 63 години архимандритот Јоанники бил многу скромен и не барал никаква помош за себе, осем ако затребало нешто за манастирот. Како што е вообичаено за неговите монашки подвизи, не се знае многу, а на неговиот духовен раст укажува фактот дека му бил исповедник на тогашниот скопски митрополит Варнава, подоцнежен патриарх српски и митрополит скопски Јосиф пак, кој ќе знае да му каже: јас сум епископ по чин, а ти по дела. Селаните го памтат по своите добри дела. Бил најобразованиот човек во околијата и кај него за совет доаѓале и од најоддалечените села. Бил најомилен меѓу христијанското население, па дури и турските аскери го почитувале. Селаните го нарекле и дедо Аџија, затоа што има одено на Аджилак на поклонение во Ерусалим на гробот на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Како вистински пастир и духовен лекар, тој се грижи и за душите и телата на своето духовно стадо. Покрај тоа што ги исповедал и духовно ги поучувал и водел на духовен пат кон спасението, тој во 1896 година основа и училиште во манастирот, каде што интелектуално ги образувал, а самиот тој бил и нивни учител, во кое отпрви учеле само машки деца, а подоцни и девојчиња. Архимандритот не ги учел децата само на светска наука, туку поставувал здрав темел во срцата на децата со Божјото Слово, пред се со добриот личен пример и непрестајната молитва за сите. Често ги советувал и користејќи го познавањето на Светото Писмо и дарот на прозорливост, ги откривал и за временските услови за работата и често ги советувал и откривал велејки: луѓе, слушајте ваму како век иде, што пишува во Евангелието. Најпрво ќе Исус бресијата, ќе загинат водите, ќе има војни, поштујте празници, немојте да го кодошите комшилукот. Така ги подучувал секојдневно. Распламтени со љубов кон Бога, некои од нив подоцна и се замонашиле. Еден од нив, Спасово, монашкото Софрони, бил од Ракотинци и служил во манастирот заедно со архимандритот. Со отец Софрони тој редовно го служил целиот литургиски богослужбен циклус и покрај многуте грижи и обврски околу полските работи на манастирскиот имот за кој повторно се грижил тој самиот. Друг Макари подоцна станал старешина на Марковиот манастир, а позната и монахињата Антонија. Селаните се уште се сеќаваат дека тој ја изградил првата воденица во селото, која работела со силата на еден коњ. Во манастирот живее се до неговото блажено успокојување во Господа на 24 јануари 1941 година, за кое, како и на
многумина Божји угодници му било откриено од Господа, а изидните настани со неговото тело, пред да се упокои на местото, каде што пребива, започнал сам да си ја прави гробницата, а кога селаните го молеле да му помогнат во копањето, тој возрекал со зборовите: "Тоа е лично за мене, сам ќе си ја направам." Меѓутоа, според зборовите од Евангелието дека не може да се сокрие светило на врв на планина, така и личноста на блажено упокоениот старец Јоанники, кој со својот подвижнички живот живеејќи скришно во својата тајна соба, тоест во срцето, ги поминувал сите 3 степени на духовниот живот. Еве и денес, по неговото упокојување, благодарение на светиот синот на Македонската православна црква, овој преподобен светец, светиот Јоанники, сега се вбројува во диптихот на светиите. Нека нашиот Бог и Спасител по молитвите на овој голем светител и молитвеник на Бога ни дарува телесно здравје и духовно спасение. Оваа прилика, драги браќа и сестри, сакам да искористам и да ве поканам сите вас утре на света божествена литургија со почеток во 10:30 часот, каде што ќе се помолиме на Мајката Божја да ги пренесе нашите молитви на нејзиниот Син и Спасител Бог наш Исус Христос за наше телесно здравје и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин.
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски и директорката на Преда Плюс фондацијата Маријана Милевска подпишаа меморандум за соработка во насока на развивање на стартап екосистемот за поддршка на предприемничката култура и иновации во Преспанскиот регион. Со меморандумот е предвидено интензивирање на соработката со цел унапредување, промовирање и поттикнување на развојот на стартап сцената во општина Ресен преку поддршка на иновативни бизнис идеи. Преда Плюс фондацијата во рамките на своето делување ќе реализира акцелераторски стартап програми во општина Ресен, кои преку специјално дизајнирани обуки, тренинзи и друг тип на услуги за поддршка на стартапи и иновативни бизнис решенија ќе придонесат за економскиот развој на регионот. Во насока на обезбедување на успешна соработка, општина Ресен ќе придонесе во воспоставување на мрежа за соработка меѓу јавниот и приватниот сектор во општина Ресен, размена на идеи и информации за поддршка на активни бизниси, како и промоција на програмите и услугите на Преда Плюс фондацијата за поддршка на иновативни бизнис решенија. Воспоставената соработка во насока на развој на стартап заедницата во Преспанскиот регион може да биде првиот чекор кон самовработување, создавање модерни работни места и други извори на инвестиции. Реализирањето на акцелераторската стартап програма на Преда Плюс фондацијата во општина Ресен е поддржано од проектот ЕУ за економски раст, кој е финансиран од Европската Унија и Германското сојузно министерство за економски прашања и климатски акции, а имплементиран од Германското друштво за меѓународна соработка и Area Science Park. Општина Ресен е отворена за соработка, особено за активни и иновативни идеи кои ќе придонесат за целокупниот развој на општината. Она што особено радува е можноста да бидеме дел од заедничката иницијатива со Преда Плюс фондацијата, која ќе го поттикне развојот на стартап заедницата во Преспанскиот регион и ќе креира модерни работни места и други извори на инвестиции, истакна градоначалникот Тозиевски. Како општина подготвени сме да дадеме придонес во сите фази на имплементација на стартап програмата, особено при размена на идеи и информации за поддршка на активни бизнис идеи, како и промоција на услугите на стартап програмата на Преда Плюс фондацијата, велат од општина Ресен.
što god saka. Ne se griži, majko, za mene, samo daj go tvojom amane, samo daj go tvojom amane. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Cade moito libe, da li misli pak na mene? Ja za nego samo vena i za nego jaske umram. Ja samo vena i za nego jaske umram. Koleniće ja spred nego i sozi na očite. Kaži verno libe, kogo ljubiš osve mene. Kaži verno libe, kogo ljubiš osve mene. Zašto kaža i pred mama, kaža
Одборот на бранители во Тетовско Теарце организираше одбележување на 22 годишнината од загинувањето на полицаецот Момир Стојановски, 29 годишен, при нападот со ракетен фрлач врз полициската станица на 22 јануари 2001 година, што се смета за почеток на оружениот конфликт во текот на годината. При нападот тешко беше ранет полицаецот Давор Евросимовски, а со полесни повреди се здобија Борче Ѓуровски и Јахи Лика. Првиот човек од одборот на бранители Мартин Најдов подсети дека Момир Стојановски е првиот непребол меѓу сите останати паднати бранители од 2001 година и подоцна починатите од последиците на војната. Тие што го познаваа Момир секогаш со гордост се сеќаваат на него како човек кого го краселе сите доблести на човека. Одличен професионалец и лојален кон својата татковина. Ако се вратиме во историјата, ќе се сетиме дека секогаш за татковината гинеле најдобрите и најхрабри синови, а таков беше и Момир Стојановски. Вечно ќе бидеме нивни должници, што се уште постоиме и цврсто обстојуваме на ова тло, и најмалку што можеме да направиме за нив е да не дозволиме да заминат во заборав. Тоа е наша одговорност, да го живееме споменот на нашите јунаци поради самите нас, нашите деца и внуци, кои треба да учат за вредноста на државата и слободата во неа како придобивка. Денес, после 22 години, сведочиме на несебичниот однос на бранителите кон повикот на татковината и незината одбрана од агресија и тероризмот. Немаме право да изгубиме волја, да ги чествуваме и да евоцираме спомени за нив, а тоа е најмалку што можеме ние да направиме за нив, истакна Мартин Најдов од Одборот на бранители. Од Одборот на бранители годинава подсетија дека со своето членство ќе се потрудат да ги избегнат сите манипулации со нивните гласови на престојните избори. Ќе создадеме платформа за преговори со политичките партии и поддршка на изборите на сите оние кои ќе можат да ги поддржат нашите цели и барања. Од страна на одредени субјекти се манипулира со гласовите на бранителите, мислејќи дека со сопствените барања можат да се покријат одреден степен на политички барања на бранителите. Се обидуваме да ги исклучиме деловите од политичките гарнитури кои сакаат да не разнебитат и раздвојат. Во овој момент се вршат преговори со повеќе политички партии и ќе видиме кого ќе го поддржиме на следните избори. Имаме создадено платформа од неколку точки. Во моментов се преговара за нив, кога ќе има сигнали ќе информираме. Статусот на бранителите е очаен со оглед на тоа дека не се згрижени. Голем дел се во социјален ризик, многу починати. Државата не се зафати со грижа за нив. Не се интегрирани во општеството, изјави Жарко Милевски од Одборот на бранители. За нападот на полициската станица 2001 година, одговорноста ја превзеде така наречената Ослободителна народна армија ОНА, пошто започнаа повеќе оружени напади врз државните безбедносни сили.
Независниот синдикат на државната администрација информира дека поднеле барање до Државниот инспекторат за труд да направи вонреден надзор во општина Тетово, бидејќи локалната самоуправа се уште нема исплатено плата за декември. Плата не добиле вработените во општината, како и пожарникарите. Поднесовме барање за вршење вонреден инспекцијски надзор до Државниот трудов инспекторат, а со цел констатирање на неправилности во правата од работниот однос, а се однесуваат за плата и додатоци од плата за декември 2022 година, а треба да се исплати до 15 јануари. Денеска е веќе 26 јануари, не е исплатена платата и ние како синдикат реагиравме и го поднесовме овој акт, информираше Горан Ристевски, председател на независниот синдикат на државната администрација. Од синдикатот велат дека иако барале, не добиле одговор од општина Тетово за состојбата и затоа го поднеле овој поднесок. На неколку пати се обидовме да разговараме со овластени лица од општината, а со цел да ја видиме која е причината поради која не е исплатена платата за месец декември во јануари месец. Не наидовме на разбирање, односно никој не се одзва ниту за состанок, ниту пак да ни објасни за причините за истото. Ако нема исплата на плата, ќе има протести од членовите на синдикатот вработени во територијалната противпожарна единица во Тетово, изјави Ристевски. Побаравме одговор од општина Тетово за состојбата преку електронска пошта, но оттаму не добивме објаснување на што се должи доцнењето на платите и кога ќе има исплата. Zvezda što me vodi, ljubovta te odredi. Sekogaške bideš samo jedna, prva i posledna. Ti so mene, a ja pokraj tebe, zajedno da bideme. Samo služni, dvajsa kako eden, srećno ke živeme. Ti so mene, a ja pokraj tebe, zajedno da bideme. Samo složni, dvajsa kako eden, srećno ke živeme. Znači, misli mi privlekува i za tebe kaj treba da odam, patot mi go kažuva. Ti so mene, a ja pokraj tebe, zajedno da bideme. Samo služni, dvajsa kako eden, srećno ke živeme. Ti so mene, a ja pokraj tebe, zajedno da bideme. Samo složni, dvajsa kako eden, srećno ke živeme.
преживеме. Од 1 февруари до 31 март ќе трае наградниот фотографски надпревар Вики го сака фолклорот 2023 година. Прво македонско издание, организирано од Сдруженијето Споделено знаење. Македонското издание ќе биде во рамките на четвртото меѓународно издание на Вики го сака фолклорот, организирано од иницијативата Вики Loves Folklore. Македонскиот надпревар е со цел обезбедување слободни фотографии од фолклорот од Македонија. Целта на тие фотографии е понатаму во иднина да бидат користени од документарен и информативен карактер, односно за подобра илустрација на статиите на Википедија, како и на другите слободни викимедијни проекти. Има две категории на награди – месни, македонски и меѓународни. Најуспешните фотографии според оценката на местното стручно жири ќе бидат наградени со парични награди, доделување од Споделено знаење и тоа. Прва награда за најдобро оценета фотографија, денарска противредност од бруто 400 евра. Втора награда за втора најдобро оценета фотографија, денарска противредност од бруто 200 евра. Трета награда за трета најдобро оценета фотографија, денарска противредност од бруто 100 евра. Награда за учесник со најмногу фотографии, денарска противредност од бруто 300 евра. Најуспешните фотографии според оценката на меѓународното стручно жири ќе бидат наградени со ваучерски награди, доделувани од иницијативата Вики сака фолклор. Lično to mariče. Oženi me mamo za naš topom šivče, za naš topom šivče, lično to mariče. Koga niz dvor odi, bosa ponalani, tenka snaga krši, srce to mi gori. Da odam, pusta bekarština, mamo ne se trga. Oženi me mamo za naš tokom šivče, za naš tokom šivče, lično to mariče. Tokom šivče, lično to mariče. Jasne moža mamo poneja iz gore, denje sal ja gledam, no
Marketing. Сонце от твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
visoka daj mi ja na mene jas kada ja pregrna merak leno mori merak da mi pomiri sevda sevda moja sevda da mi izlezi Општина Битола покрај континуираната транспарентност и отвореноста за соработка со граѓаните, продолжува со квартално организирање на отворени денови со градоначалникот, кој во соработка со раководителите на општинските сектори и оделенија пристапува кон решавање на одредени проблеми, соодветно делување или разгледување на одредени предлози, идеи и иницијативи од комуналната сфера, образованието, социјалата, просторното уредување, инспекцијската надлежност и други области. За овој отворен ден интерес покажаа 180 граѓани, од кои дел побараа решавање на инфраструктурни проблеми во урбаниот и руралниот дел, промена на водоводната и канализационата мрежа, како и продолжување со воспоставената динамика на локалната самоуправа за подобрување на патната инфраструктура. Граѓаните се интересираа докаде е постапката за проценка на штетите од земјотресот, за што беа информирани дека општинските комисии врз основа на извршениот увид и доставената фотодокументација завршија со проценките, а Советот на седницата, одржана на 27 декември 2022 година, донесе одлука за усвојување на елаборатот за проценка на штети и истата испратена до владата на понатамошно постапување. Дел од овој отворен ден беа и предлозите и иницијативите за организација на нови и дополнување на постоечките културни манифестации со нови содржини, како и предлози за хортикултурно уредување на повеќе локации, но и прашања поврзани со подобрување на економската состојба во општината и можностите за нови вработувања. Градоначалникот Коњановски во следниот период продолжува со одржување на отворени денови, а доставените барања се решаваат тековно или се вклопуваат во стратешките планови. А со тоа, таму каде што не е изготвена проектна документација, се овозможува вклопување на предлозите во годишните програми и нивна реализација. Nalej,
životo vino. И за самиот крај на денешното издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио, една спортска вест. Под раководната палка на тренерот Ивица Радонјич, актуелниот македонски шампион и есенски лидер, женскиот фудбалски клуб Љуботен ги започна подготовките за пролетниот дел. На првиот работен состанок под раководство на тимот Драголјуб Јовановски, Перо Јовановски и Ивица Богдановски порачаа дека главна цел е одбрана на шампионскиот трон, кој носи нова шанса за излез во Европа, поточно во Лигата на шампионите. Во однос на играчкиот кадар кој ја освои есенската титула, единствено ќе недостасува Сања Радковиќ која кариерата ја продолжи во Полска. Но затоа раководството експресно реагира и веќе го најави новиот трансфер во името на Бојана Петкова, а до крајот на преодниот рок, актуелниот македонски шампион ќе биде посилен за уште 1 до 2 домашни репрезентативки, како и едно странско заселување со кое веруваат дека заедно ќе го изодат шампионскиот пат, информираше Радонјич. Екипата ќе одигра 4 до 5 контролни надпревари, дел домашни и неколку меѓународни. На 1 февруари љуботенки ќе гостуваат во соседна Србија во Ниш на дуел со екипата на женскиот фудбалски клуб Машинац, а на 8 февруари домаќини се на женскиот фудбалски клуб Митровица од Косово. На 11 февруари актуелниот македонски шампион ќе се тестира против сениорската репрезентација на Македонија. И тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Ви посакувам пријатен ден. I ja s te dojdam so tebe